Откако производителите на возила ги одржаа годинешните собранија на акционерите на кои ги представија официјалните податоци за нивното работење лани, сумираните бројки покажуваат рекордни профити. Пандемијата, недостатокот на чипови и други делови и после војната во Украина, заради кои производството паѓаше, ги присилија да ги зголемат цените на своите автомобили. Сега некои работи се вратија во нормала, но цените и понатаму растат, а со тоа и заработката. И тоа многу повеќе отколку што се очекуваше. Според она што го објавија 5 најголеми европски автокомпании, лани имаат забележано вкупно 65 милиарди евра добивка. Тоа е за 22% повеќе, иако истовремено го задржаа скоро идентичното ниво на производство. Најуспешни во менаџирањето се покажаа раководителите на BMW, чиј профит со за 5% намалена продукција порасна за половина на 18,6 милиарди евра. Одличен е и Мерцедес со заработените 15 милиарди, што е за 34% повеќе, но тој е и единствен кој има поголемо производство. Меѓу германските производители се наоѓа Volkswagen, кој никако не може да биде задоволен со порастот на профитот за символичните 2,6%. Единствен кој влезе во црвено салдо е Renault, кој прокнижи загуба од 700 милиони евра и опаѓање на производството за 6%. Сумирано, сите европски автогиганти имаат забележано просечно за 22,3% поголем профит, за 15% поголеми приходи и за 2% помало производство. Оттаму сосема е логичен заклучокот дека за одличните финансиски резултати се заслужни исклучиво повисоките цени на возилата.